Дојран, Охрид, Струга и Преспа, речиси во сите туристички центри во земјава има небезбедна храна, во хотелите, рестораните, времените кетеринг објекти, месарниците и маркетите. Инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарство за неколку дена најдоа 8,7 тони расипана и небезбедна храна. Од 112 објекти и ресторани, дури 54 заработија глоби. Инспекторите на 8 ресторани им ставија клуч поради непочитување на стандардите за производство и продажба на храна. Пеколните температури им отворија работа на инспекторите за храна, кои само за неколку дена уништија тони расипана храна пронајдена во туристичките центри. Ukupno se sprovedува 112 контроли во објекти оператори со храна, а изречени беа 54 глоби на 54 оператори со храна, од кои на 8 оператори со храна и не се изрече забрана за работа до отстранување на констатирани недостатоци. Нештетно уништени и отстранета од прометна храна во купна количина од околу 8700 кг. Најчесто утврдени недостатоци беа следени при самата обомна контрола, неисполнување на општите и посебните хигиенски барања во сите фази на производство, преработка и дистрибуција, како и неимплементација на сите процедури базирани на ХАЦА принципите. Глобите се високи и изнесуваат од 250 до 5000 евра. Операторите со храна се казнати поради непочитување на хигиенски услови, продажба на храна со поминат рок на употреба, неимплементирање на ХАСАП системот, промет на храна без декларација и означување согласно Законот за безбедност на храна. Исто така голем број кафанџи работеле нерегистрирани и без одобрение од Агенцијата за храна и ветеринарство. Како што информираат од Агенцијата, во услови на високи надворешни температури, акцентот на контролите бил ставен на условите за чување и складирање на производите и роковите на употребливост на храната. Инспекторите на агенцијата и натаму ќе вршат засилени контроли за време на сезоната и во други туристички центри. Поради високите температури, на сила останува мерката за засилени контроли кај операторите со храна на целата територија на земјава.